Здравствената состојба на животните во општините Куманово, Старо Нагоричане и Липково останува стабилна и под контрола, соопштија денеска стручните лица од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков. Според директорот на центарот доктор Зоран Пешевски, фармерите применуваат соодветни мерки за биосигурност, што овозможува сигурно производство на млеко и месо, а за граѓаните безбедна и контролирана храна. На завршетокот сме на 25-та година, на завршетокот сме и на сите активности по годишна наредба за здравствената состојба на животните. Секако во ова 25-та година на територија на општина Куманово, Старо Нагоричане и Липково направивме испитувања за здравствената состојба на животните, тоест за оние болести кои се зоонози и кои се пренесуваат од животните на луѓе. По добиените резултати во текот на целата година можам да кажам дека сме изузетно задоволни. Резултатите се многу позитивни и на овие три општини здравствената состојба кај говедата, кај овците, кај козите, еве во овој месец испитуваме здравствена состојба на свините, е изузетно добра, задоволителна. Што значи дека нашите фармери имаат преземено добри мерки, биосигурностни мерки, да имаат свој добар статус за здравствена состојба на животните. Што тоа значи во превод за нашите граѓани? Тоа значи, во колку имаме здрави животни, имаме и добро производство на млеко и на месо, што резултира со еден квалитет кој постојано го контролира самите фармери, кланиците и Агенцијата за храна. И секако се трудиме да биде тоа, сите овие испитувања се прават да имаме безбедна и здрава храна за крајниот потрошувач, тоа за нашиот граѓани. Подолго време имаме стабилна состојба кај говедата и кај овците, со една програма што имаме пред 15 години за бруцелоза кај овците, стабилна е состојбата кај сите овци, стабилна е состојба со нивната вакцинација, стабилна е состојба со говедата, меѓутоа по она пандемија можам да кажам кај свињите и по појавата на африканската свинска чума, состојбата некаде мислам дека година и пол е стабилна, нема, меѓутоа не смееме да се опуштиме. Вирусот се уште го има на овие простори, меѓутоа имаше голем број на едукации, еве например пред 20 дена имавме едукација во ресторанот СПА, каде што агенцијата заедно со сите ветеринарни друштва од Кратово, Паланка, Куманово одржи едукација, состаноци, разгледување на биосигурностни мерки, заедно еден ден со фармерите, а другиот ден, што е уште можда побитно, кај ловџиите. Во моментот, по податоците кои ги добиваме од званичните институции, од носените мостри, имаме појава на овој вирус кај дивите животни, дивите свињи. Додека на сите резултати кои ги имаме однесено во 12 последователни месеци во ова година, кај домашни свињи, кај фармски свињи нема појава на афричка свинска чума, што може да каже да кажам дека вроди плодот она едукација кај фармерите, она повика за биосигурностни мерки, за добар начин за влегување во штала, како самите фармери да се понашат, како да ги заштитат своите животни. Што можам да кажам како не како директор, него како доктор по ветеринарна медицина сум изуzetно задоволен. Меѓутоа, сепак не е на ниво кое мислам дека треба да биде и треба уште повеќе да се тие биосигурностни мерки унапредуваат.